Евангелие според Јован 21 глава. Потоа, пак им се јави Исус на учениците своји кај Тиверијадското море. А тоа се случи вака. Бија заедно Симон, Петар и Тома, наречен Близнак, Натанаел од Кана, Галилејска, Заведеевите синови и двајца други од учениците негови. Симон Петар им рече: "Ќе одам да ловам риба." Му рекоа: "И ние ќе дојдеме со тебе." Тогаш излего и веднаш влегоа во кораб, во таа ноќ ништо не уловија. А кога се раздени, застана Исус на брегот. Само учениците не го познаа дека Исус. Исус им рече: "Чеда, имате ли нешто за јадење?" Му одговорија: "Не." А тој им рече: "Фрлете ја мрежата од десната страна на коработ и ќе најдете." Ја фрлија и не можеа веќе да ја извлечат од многу риби. Тогаш ученикот, што го сакаше Исус, му рече на Петар: "Тоа е Господ." А Симон Петар, штом чу дека е Господ, си ја препаша облеката зашто беше необлечен и се фрли во морето. А другите ученици, влечејќи ја мрежата со риби, дојдоа до коработ зашто не беа далеко од брегот, но само околу 200 лакти. Кога пак излегоа на брегот, видоа наложен оган и на него ставена риба и леп. Исус им рече: "Донесете од рибите што ги уловивте сега." А Симон Петар влезе и извлече мрежата на брегот, полна со крупни риби, на број 153. И макар што беа толку многу, мрежата не се скина. Исус им рече: "Дојдете, јадете." И никој не смееше да го праша: "Кој си ти?" Зашто гледаа дека е Господ. Исус прииде, зеде леп и им даде, исто така и риби. Ова веќе беше трет пат како што им се јави Исус на учениците своји, откако воскресна од мртвите. А кога завршија со јадењето, Исус му рече на Симон Петар: "Симоне Јонин, ме љубиш ли повеќе отколку овие?" Петар му рече: "Да, Господи, ти знаеш дека те љубам." Исус му рече: "Паси ги јагненцата мои." Го праша повторно: "Симоне Јонин, ме љубиш ли?" Петар му кажа: "Да, Господи, ти знаеш дека те љубам." Исус му рече: "Паси ги овците мои." И по трет пат му рече: "Симоне Јонин, ме љубиш ли?" Петар се нажали дека по трет пат го праша: "Ме сакаш ли?" И му рече: "Господи, ти се знаеш, ти знаеш дека те љубам." Исус му рече: "Паси ги овците мои." Вистина, вистина ти велам, кога беше помлад, сам се препашуваше и одеше каде што сакаше. Кога ќе остариш, ќе ги рашириш рацете своји и друг ќе те препаша и поведе на каде што ќе неќеш. А ова го рече за да покаже со каква смрт ќе го прослави Бог. И штом го кажа тоа, му рече: "Врви по мене." А Петар, кога се заврти, виде дека по него оди оној кого Исус посебно го сакаше и кој на вечерата се беше навалил на градите негови и прашуваше: "Господи, кој ќе те предаде?" Штом го виде Петар него, му рече на Исус: "Господи, а овој пак зошто?" Исус му рече: "Ако сакам тој да остане додека да дојдам, тебе што ти е? Ти врви по мене." И се пренесе овој збор меѓу браќата дека тој ученик нема да умре. Но Исус не му рече дека нема да умре, туку: "Ако сакам тој да остане додека дојдам, тебе што ти е?" Тој е ученикот кој сведочи за овие нешта и кој го напиша ова. И знаеме дека сведоштвото негово е вистинско. А има и многу други работи што ги изврши Исус и кои, ако би се напишале поред, ми се чини, не би можеле да се сместат во целиот свет на пишаните книги. Амин.